7 години пред да го смени името и да се ја закова кованицата Северна Република Македонија, преку ХАК успеа да го бутне главниот аргумент на Грција околу спорот за името. Поради блокарата за влезот во НАТО во 2008 година, тогашната влада реши да тужи Грција пред Меѓународниот суд на правдата, а тужбата заедно ја подготвуваа меѓународни и домашни правни експерти. Дел од тој тим беше универзитетскиот професор Тони Десковски. Пред камерата на Алфа вели дека помалку и не сакајќи, поради приговорите кои Грција сама си ги поднела, Македонија добила двојна победа во ХАК. Судот пресудил дека Македонија нема иредентистички цели, со што според Десковски воопшто немало причина да има спор за името. Судот решаваше по грчките приговори за една низа на наводни действија на нашата држава, со кои што се прекршува времената спогодба наводно, а кои што во суштина беа еманација на наводната иредентистичка политика на нашата земја. Сите беа одбиени од судот како неосновани и со тоа всушност падна грчкото тврдење за иредентизам од страна на Република Македонија. А без иредентизмот според зимето практично нема суштина. Во овој период кога Македонија поднесе тужбата, министер за надворешни работи беше Антонио Милошовски, кој сам учествуваше во подготовката на оваа тужба. Тој за Алфа вели дека Македонија успеала да победи пред Меѓународниот суд, бидејќи аргументите биле на наша страна. За разлика од меѓународното поле каде што Грција ги најчесто потребуваше аргументот на силата, во Меѓународниот суд на правдата најбитна е силата на аргументите. Силата на аргументите беше на наша страна и после 3 години во 2011 година Македонија заслужено, според мене, едногласно со еден одсутен, рускиот судија беше одсутен и еден против, придружниот член судија од Грција беше против, сите други 14 суди едногласно ја поддржаа и пресудија во корист на Македонија. Сепак жали што на крајот Македонија, предводена од друга влада, успеала самата да се урне победата во ХАК на еден начин и погазувајќи го меѓународното право. Со еден широк правнички меѓународен консензус, Македонија ја доби тужбата во своја корист пред Меѓународниот суд во ХАК, но за жал истата држава преку друга влада потоа ја турна ова пресуда на страна и наместо да му даде поддршка на меѓународното право и принципи, македонската влада тогашна даде поддршка на пазарењето на еден премиер кој што беше обвинет, па имаше желба како да излезе од таа ситуација. Десковски е на ставот дека оваа пресуда беше голема победа за Македонија, која според него многумина ниту од едната, ниту од другата политичка страна не ја прифатиле како победа. Премногу фактори имаше во нашата држава кои што всушност и не ја сакаа таа пресуда. Едни заради тоа што со таа пресуда не ја добивме античкото македонско наследство, другите заради тоа што се виде дека некој може да направи исчекор и да ја победи Грција во нејзината игра. Амбасадор на Македонија во ХАК во 2011 година беше човекот со чиј парав го променивме името, Никола Димитров. 7 години пред да го потпише Преспанскиот договор, тој оваа пресуда славеше како голема победа. Ова е голем ден за Македонија, побаравме правда и ја добивме. За жал, оваа пресуда не беше доволна Грција да тргне блокарата за Македонија со оглед на тоа што судот во ХАК не ја наложи да го стори тоа.